Молк од кабинетот на собранискиот спикер Џафери за тоа дали ќе свика меѓупартиска работна група за да се утврдат деталите околу изборите кои треба да се одржат идната година. Ова следи откако двете неголеми партии веќе се согласија за формирање на парламентарно тело кое ќе расправа за датумите на изборите, но останува Џафери да пресече. Собранискиот спикер претходно изјави дека е подготвен единствено да свика лидерска средба доколку такво барање дојде од политичките партии. Во меѓувреме од демократското движење на Изет Меджити порачуваат дека изборите треба да се случат што поскоро. Бараме најбрзо можно да се организираат и поздравуваме вакви потези и вакви иницијативи за организирање на фер и коректни избори. Значи, ние сме спремни дури од утре дента да се почнува таа постапка за инициирање и организирање на изборите. Учествуваме на тие работни групи и што поскоро да се организираат изборите. Оттаму велатот и од ДУИ знаеле дека ќе изгубат на следните избори и ќе одат во опозиција. Па ја обвинуваат својата поранешна партија дека создава амбиент за аболиција на своите членови, а се кријат за името на поранешниот премиер. Измените во кривичниот законник беа почеток за сега да продолжат со иницијатива пред Врховниот суд со која се бара враќање на аболициите на Ѓорѓе Иванов. Медиумите известуваат дека лично Артан Груби е замешан во лобирање и притисоци да се вратат во живот помилувањето. Ние остро го осудуваме ова однесување на власт. Ние сакаме правда, тие сакаат да има пазар и тргување со правдата. Денес за Груевски, утре за нив самите. Оттаму ги повикуваат судиите од Врховниот суд да не подлегнуваат на измамите и притисоците од ДУИ. Порачуваат дека албанците се против политиката на ДУИ и оти казната ќе ги стигнала за скоро.